Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач, молитва која ја придвижува Бог. You often wonder why your prayers are unanswered. You know some scriptures, and you talk to God, but somehow so many of your prayers go unanswered. Дали често се чудите зошто вашите молитви се неодговорени? Знаете некои стихови, му зборувате на Бог, но некако многу од вашите молитви се неодговорени. Мора да има некоја причина. Дали сте помислеле зошто? Дали сте погледнале на својот живот за да се запрашате: има ли нешто во мојот живот што би предизвикало Бог да не одговори на моите молитви? Се прашувам, дали сте мислеле на ова? Дали сте мислеле на Бог кон кого ги упатувате вашите молитви? Велите, па секој верува во Бог, па секој не верува во единствениот вистински Бог. Многу луѓе се молат на некој Бог и очекуваат Бог да одговори на нивните молитви. И некако молитвите се неодговорени. Така се откажувате од молитва и си мислите, па Библијата не е вистината. Библијата е многу вистинска од почеток до крај. Затоа сакам да ја слушате внимателно оваа порака, бидејќи може да откриете едно од причините зошто вашите молитви не се одговорени. Слушајте внимателно. Ако сакате, свртете во Дела, глава 12. Ова е познато место и сакам да прочитаме неколку стихови, но ќе погледнеме повеќе од оваа глава. Почеток на стих 1. Писмото вели: Во тоа време цар Ирод стави раце на некој од црквата за да им направи зло и со меч го уби Јакова, братот на Јован. А кога виде дека тој им се допадна на јудејците, го фати и Петар. Тогаш беа дните на бесквасници. Тоа е после Пасха. Тој го задржа, го фрли во затвор и го предаде на 4 четворки војници. Тоа би било 16. Тие беа таму да го пазат, да го изведат пред народот, и така Петар беше држен во затворот, но црквата усредно му се молеше на Бога за него. Сега запамтете го тоа. Тоа беше црквата усредно се молеше на Бога за него. Дали би рекле дека се молите страстно или само велите: па јас не знам дали е усредно или не, но јас само се молам. Ајде да погледнеме што се случува токму овде и може да откриеме нешто во твојот сопствен молитвен живот. Така овој Ирод го убил Јаков. Тоа изгледа дека ги задоволи јудејците кои ги мразеа христијаните. Така тој мислеше дека тоа делува што го уапси Петар и го фрли во затвор. Сега Петар е во затвор и неговата смрт е неизбежна. Многу е очигледно дека имал намера да го убие, дека имал намера да го изведе пред луѓето и да го убие со меч, како што направил со Јаков. И тој сватил дека тоа ќе ги задоволи евреите со убивање на христијаните. И така резултатот е дека христијаните се собраа заедно. Писмото вели во куќата на Марија. Таму тие се собраа заедно да се молат за Петар. Сега, запамтете, веројатно Јаков беше убиен без никакво предупредување. И така, овде е Петар, нивниот водач кој ќе биде убиен. Тие знаеја дека ќе биде убиен. И така, тие се молат, но мора да се борат до некој степен со тоа, бидејќи Јаков веќе умре. Тие знаеја како еден затвореник е затворен од римјаните. Така тие се молат и молат на Бог да го ослободи. Сакам да прочитаме неколку стихови овде, ако сакате. Погледнете во стих 6. Ноќта кога Ирод сакаше да го изведе, Петар спиеше помеѓу двајца војници, окован со 2 вериги, а стражарите пред портата пазеа на затворот. И ете, ангел Господов застана и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петар по ребрата и го разбуди, велејќи: стани брзо. И веригите му паднаа од рацете негови. Ангелот му рече: опаши се и обуј си ги сандалите. Петар така направи и пак му рече: облечи ги алиштата своји и врви по мене. Излезе Петар и тргна по него, а не знаеше дека тоа што го прави ангелот е вистина, туку мислеше дека гледа нешто, има визија. Откако ги изминаа првата и втората стража, дојдоа до железната порта што водеше кон градот, а таа им се отвори сама. Тие излегоа и преминаа преку една улица и во тој час ангелот го снема. Што се случи? Кога Петар си дојде при себе си, рече: сега разбрав на вистина дека Господ го испрати неговиот ангел и ме спаси од раката на Ирод и од сето тоа што го очекуваа јудејците. Сега сакам да размислите за нешто. Има 2 збора овде кои на вистина го привлекува моето внимание кога го читав ова, а сум го читал многу пати. Ако отидете до стих 5, забележете што вели: и така Петар беше држан во затворот, но црквата усредно му се молеше на Бога за него. Слушајте, ревносно црквата се молеше
молеше на Бог. Тие два збора изрипаа од страницата кон мене, на Бог. Ако ве прашам, кој е Бог на кого ти се молиш? Повеќе од вас, кои седите овде и оние кои сте верници, би рекле, па јас се молам на единствениот, вистински Бог. Кога се молам, тој е едниот на кого мислам. Но јас сакам да помислите на луѓето кои се молат, а кои не се молат на единствениот, вистински Бог. Она што го открив е ова. Кога зборувам на некој кој не го познава Господ Исус Христос како свој спасител, а зборува за молитва, јас ке речам, па на кого се молиш? Па се молам на Бог. Добро, кој е тој Бог? Тој е Богот на кој се молам. И колку повеќе разговарам со некој, колку повеќе слушам, еве што откривате. Многу луѓе ментално си го создаваат нивниот собствен Бог. И тој Бог се согласува со нив за она што го сакаат, каде сакаат да одат, како да се облекуваат, што сакаат да пијат или како вид на сексуална врска ќе имаат. Со други зборови, овој Бог совршено се вклопува со нив. Тие велат, дали јас верувам во Бог? Да, верувам. Дали се молиш? Да, се молам. Што му велиш на него? Сега ти прашуваш многу лично. Нема да ти кажам што се молам на него. Тие не можат да кажат бидејќи тоа не е Бог. Тоа е Бог што тие си го создале во нивните умови. Но слушајте, тие никогаш нема да ти кажат тој е свет, тој е праведен, тој е Бог на судот, дека тој мрази грев. Тие нема да го кажат тоа. Тие ќе зборуваат за Богот кој оди според нивните желби на начинот на кој живеат. Многу луѓе кога се молат, тие не се молат на Бог. Така, некој вели, па на кој Бог се молат христијаните? Јас ќе ви кажам. Тоа е, слушајте внимателно, во случај некој од вас да има еден од тие домашни богови, ова е вистинскиот Бог. Тој е Бог кој го создаде светот. Тој е Бог кој го уништи овој свет со потоп. Тој е Бог кој ни ги даде 10 заповеди. Тој е Бог кој ги сруши зидовите на Ерихон. Тој е Бог кој ги даде псалмите на Давид. Тој е Бог кој ни ги даде пророците како Исаија, Еремија и Даниел. Тој е Бог кој ни ги даде Господ Исус Христос, Синот Божи и нашиот Спасител. Сега, ако тоа не е Богот на кој се молите, тогаш вие си имате свој домашен Бог и не се случува ништо. Бог е свет Бог, тој е праведен Бог, тој е совршен Бог. Тој е Бог кој слуша и одговара на молитви. Тој е Бог кој не љуби безусловно. Тој е Бог кој ни простува за нашиот грев, но тој е и Бог кој не го толерира гревот, бидејќи знае дека тој е грев, е уништувач на многу луѓе кои тој ги сака. Ако го немате тој Бог, вие немате Бог. Вие имате Бог направен од вас самите. Имате еден Бог кој се вклопува со вас. Внимавајте, кој нема сила да ви вети ништо. Ние можеме да кажеме заради писмото, отсутен од телото, присутен со Господ. Што можеш ти да кажеш за твојот Бог? Можам да ти кажам што велиш. Па, јас предпоставувам, се оди во ништо. The Son of God and our Savior. Now, if that's not the God you're praying to, you got a homemade God and it doesn't work. He's a holy God. He's a righteous God. He's a perfect God. He's a God who hears and answers prayers. He's a God who loves us unconditionally. Јас едноставно исчезнувам. Не, нема. Па мислам, Бог е Бог на љубовта. Тој се однесува кон сите исто. Не е точно. Ти можеш да имаш секакви извинувања за твојот Бог, но ти не зборуваш за судот, не зборуваш за праведност, не зборуваш за денот на суд, ти не зборуваш за застанување пред светиот Бог и давање на сметка за твојот живот. И забележав дека не зборуваш за пеколот, можеби зборуваш малку за небото, бидејќи веруваш дека сите ќе одат таму. Дали тоа е вистина? Не, не е. И така, тојот Бог е Бог на тебе, но твојот Бог не може да направи ништо за тебе. Тој нема моќ каква и да е, бидејќи тој е Бог на твојата имагинација. Бог кој е единствениот, вистински, вечен Бог, е Бог кој што го опишавме пред неколку моменти. Тој е Бог кој ни ги даде 10 заповеди, блаженствата и сите прекрасни стикови кои ги имаме во Библијата. Сега, причината што ве прашав на кој Бог се молите е затоа што ако вие не се молите на единствениот вистински Бог, тогаш нема некоја разлика во вашиот живот. Сега, тие христијани слушнале дека Петар е затворен и се собрале заедно и почнале да се молат и да се застапуваат за него. Интересно е дека кога погледнете во ова место и помислите што ќе се случеше
кажуваше, значи дека дури и тие страдале во нивните молитви. Јас би страдал ако бев еден од нив. The God who is the one true eternal God is the God we just described a few moments ago. He's the God who gave us the Ten Commandments and the Beatitudes and all the awesome scriptures we have in the Bible. Now, the reason I ask you what God you're praying to is because И така, од сета човечка перспектива, од секоја човечка перспектива, Петар требаше да биде убиен утредента. Тоа е утре е денот С за Петар, смрт за Петар. Така, тие се собрале заедно во куќата на Марија и почнале да се молат. Тие плачеа за да Бог направи нешто невообичаено, да направи нешто прекрасно за нив, бидејќи Петар им значеше толку многу. И ако тој биде убиен, тоа би било тотална катастрофа во нивното мислење, посебно во она што се случуваше во црквата. Така, ние видовме пред неколку моменти што се случи. Петар е во затвор. Бог го испрати неговиот ангел, го извади Петар надвор и потоа тој отиде во куќата на Марија. Тој знаеше каде беа тие и се молеа. Чукна на вратата и оваа млада дама дојде до вратата. Писмото вели: кога Петар чукна на вратата, слугинката, девојка по име Рода, пристапи до портата, кога го препозна гласот на Петар. Би помислили дека таа ќе ја отвори вратата, ќе потрча назад и ќе рече: еве го Петар. Не, таа го слушна него и дури не ја не отвори вратата. Таа отрча назад и рече: тоа е Петар. А што рекоа другите? Ах, не може да е Петар. Тоа можеби е некој ангел, но не може да е тој. Петар се уште стоел пред вратата, чукајќи и обидувајќи се да влезе, а тие внатре решаваат дека не е тој. Тие се молеле страстно на Бог да го ослободи, и Бог го ослободи, а тие се уште велат: не, тоа не може да се случи. Тоа ви покажува сомничава вера. Така. Тие и рекоа: ти си го загубила умот. Сега, погледнете го ова. Тие биле таму молејќи се и викајќи кон Бог. Таа вели: Петар е пред вратата, тие велат: ти си луда. Но таа инсистираше. И така. Но Петар продолжи да чука. Сега јас се прашувам што си мислил тој. Ако му ја отворија вратата, го видоа и беа зачудени. Така Бог одговори на нивната молитва. Она што сакам да го погледнеме овде и сакам да го кажеме повторно и повторно, бидејќи не сакам да го пропуштите ова. Библијата вели: тие се молеа на Бог. Сега, ајде да ве прашам, колку од вас се молат на Бог? Колку пати сте клекнале на колена и сте почнале да зборувате со Бог за она што сте загрижени, а потоа се молите за вашиот сопруг, сопруга, деца или верник, што и да е. Следното што го знаете, се молите за нешто друго. Следната работа, се молите за нешто друго. Сушност, сте се молеле за целиот свет, потоа станувате и си заминувате. 2 часа подоцна некој вели: ти се молеше? Да. Зашто се молеше? Па се молев за многу работи. Кога се молиш на Бог, треба да знаеш за што си се молел. Сега, слушайте внимателно. Она што се случува во нашиот ум е: ние го фиксираме нашиот ум на Бог за да се молиме на Него. Му цитираме стих: Боже, ти рече, ако јас побарам било што во Твое име, ти ќе го направиш тоа. Јас се молам на Тебе во името на Исус. Така, ние почнуваме да се молиме и следното нешто одиме на нешто друго. А Бог се губи во целата таа молитва. И конечно, начинот на кој ставаме точка на тоа, велиме: во името на Исус, амин. Ние дури и не знаеме што значи тоа. Во името на Исус, амин. Многу од нашето молење не е профитабилно, бидејќи ние не се молиме на Бог. Јас се молам на Бог за моите финансии. Јас се молам на Бог за мојот сопруг или сопруга. Јас се молам на Бог за моите деца. Јас се молам, со други зборови, Бог мора да биде на прво место во нашето молење и нашето мислење. Инаку, ние лутаме во различни работи, како што рековме порано, и понекогаш дури не можеме да запамтиме што се молевме. Но Бог е на прво место, пред се друго. Јас се молам на небесниот татко за ова и јас нема да се молам за нешто друго, заборавајќи на кого се молам и каков е тој Бог. Бог е почестен кога ние доаѓаме кај Него. Тој е почестен кога ние зборуваме на Него. И тој е спремен да слушне и да одговори на нашите молитви. Тој вели: повикајте ме. Јас ќе ви одговарам и ќе ви покажам големи и моќни нешта кои не ги знаете. Ако тој може да го раздели Црвеното море, да ги сруши зидовите на Ерихон, и ако тој може да ни ги даде 10 заповеди, тогаш тој може да одговори на секоја молитва која ја молиме, која се вклопува со неговата волја и неговиот план за нашиот живот.
Така, сакам да забележете нешто друго овде. Писмото вели: за Петар молитвата беше ревностна од страна на црквата. Ревностно, страстно. Знаете ли што значи тоа? Има некој ентузијазам, има чувство, има верување страстно. Ајде да ве прашам, дали ги сакате вашите деца страстно? Сигурно дека ги сакате. Страстно значи дека моето срце е во тоа. Кога јас зборувам страстно на Бог, тоа значи јас сакам да му цитирам од писмото. Ние цитираме од писмото во нашата молитва, не за да го подсетиме Бог за нешто, туку зошто? Да се подсетиме себе си што ни вети тој кога доаѓаме кај него за да се молиме. Така, ревностното молење, например, кога Исус беше соочен со крстот, писмото вели дека тој се молеше во Лука глава 22. Тој се молеше ревностно, тоа значи тој беше во агонија. Се прашувам кога беше последен пат, кога искрено би можел да кажеш: јас се молев ревностно за него. Тоа значи си го ставил твоето цело срце во тоа. Значи ти можеби си липал за некој друг. Си рекол: Боже, јас ќе направам се што ти ќе кажеш. Што и да чини, тоа за да помогнам преку оваа ситуација низ која минуваат тие. Боже, во името на Исус. Така, страстно значи со целото твое срце. Честопати ние велиме на некого: јас ке се молам за тебе. Не би требало да го велиме тоа ако не го мислиме. Сега, ако јас речем на некого дека ќе се молам за него, треба да се молам. Сакам да направам нешто што ќе ме потсети дека сум рекол дека ќе се молам. Понекогаш велам: направете список. Внимавајте сега, ако сакаш Бог да направи нешто, многу пати доаѓањето кај Бог само еднаш нема да го отстрани тоа. Нема, бидејќи за некои проблеми и ситуации, Бог треба да има време да ги среди ситуациите за да одговори на твоите молитви. Ако само се молиш еднаш и велиш: па Бог не ми одговори на мојата молитва, ти не му даде нему можност да одговори на твојата молитва на начин на кој што тој сака да одговори, на начин што нему ќе му се признае сета заслуга, а ти да си благословен. И да те потсети следниот пат кога ќе имаш барање, тоа е начинот на кој треба да дојдеш кај него. Тој вели: повикајте ме и јас ќе ви одговорам и ќе ви покажам големи и моќни нешта за кои не знаете, дури и не ги разбирате. Така, ако јас ве прашам: дали имате список, ајде да го кажеме вака. Ако сте навистина сериозни за вашиот молитвен живот и за луѓето за кои се молите, вие ќе направите нешто што ќе ве потсети да продолжите да се молите се додека Бог не ги промени околностите. Затоа јас имам список. Велите: каков вид на список? Ставете наслов молитвен список и пишувате подолу. And you're reminded next time you have a request, that's the way you come to him. He says, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know about. You don't even understand. And so, if I said to you, do you have a list? Let's put it this way. If you are dead serious about your prayer life and about the people you're praying for, можете да напишете име надолу и добрата работа која ја пронајдов пред многу време беше да ставам датум до името. Ова е датумот кога сум почнал. Може да биде 3 дена кога ќе можам да ставам друг датум дека молитвата е одговорена. Може да биде 3 месеци, 6 месеци. Се има молено за луѓе и подолго од тоа. А за некои луѓе за кои сум се молел и се молам, се уште не можам да ставам датум. Но внимавајте, на крај јас се подсетувам, на крај јас можам се уште да се молам за таа личност. Бог да ја промени на некој начин или да обезбеди нешто во низиниот живот. Работата е дали јас се молам ревносно, бидејќи јас ја сакам таа личност, се грижам за неа. Нема да се молам за сите исто. И вие нема. Колку ти се поблиски луѓето, толку повеќе ќе се молиш за нив. Твоите молитви ќе бидат поискрени или поинтензивни. Ќе се молиш понапнато за некој кого искрено го сакаш или некој за кој гледаш дека оди во погрешен правец. Има луѓе на кои сум рекол: не го прави тоа. Не го прави, ти велам не. А тие се продолжуваат во тој правец. Јас се молам Бог да ги сопре, да паднат, да бидат повредени, што и да е неопходно да ги блокира. Едноставно да ги блокира од уништување на сопствениот живот. Нема да има никаква полза за мене да се молам на Бог да блокира нешто за нив. Јас сакам да ја видам Божјата работа во нивниот живот. И така, Бог вели да се молиме ревносно. Потоа, третата работа што сакам да ја забележите овде е едноставно ова.
а тоа е молитва која го покренува Бог, може да биде искажана од оние кои се во согласност еден со друг и со Божјата волја. Например, ако јас имам голем товар на моето срце за нешто, јас ќе разговарам со некој кој седи токму овде. Например, јас ќе кажам на таа личност: еве што навистина сум загрижен и ајде јас и ти да се молиме за ова заедно. Има нешто, внимавајте, има нешто околу согласувањето. Ако било кој двајца од вас се согласат на земјата, тоа е како допирање на волјата на Бог Таткото и тој се вклучува во тоа. Така има нешто во молењето заедно. Ајде да го кажеме вака: колку подлабоко си повреден, повеќе болка, толку повеќе ќе бараш некој да се моли со тебе. Не само да се моли за тебе, туку да се моли со тебе. Ако јас ве прашам денес, колку од вас имате молитвен партнер? Велите: мене не ми треба никој да се моли за мене. Да, ти треба. Нам сите ни треба некој да се моли за нас. Нам ни треба некој да се моли за нас, да не предупреди ако ние тргнеме во погрешна насока. Јас имам луѓе кои ќе дојдат кај мене со години и ќе речат: па дали си сигурен за ова или она? Ако побожна личност ми рече: дали си сигурен дека тоа е правилната работа? Еве што ќе кажам јас. Јас нема да бидам горделив, егоистичен и да кажам: да, апсолутно сум сигурен. Не, ако се прашувате, јас ќе речам: Боже, јас сакам ти да го избистриш ова во мојот ум, да бидам сигурен дека одам во правилна насока, барајќи правилно нешто за правилна цел, правилен мотив и така натаму. Бог е толку спремен да ни одговори на потребите, желбите на нашето срце, кога ние доаѓаме кај Него со чисто срце. Еден отворен ум, спремен да го слуша Него, спремен да биде покорен на Него. Така, најмоќната работа што јас и ти ја правиме е да се молиме. Ние треба да се молиме на Бог, да се молиме со ревност, со срце, да се молиме во Неговата волја, она што Тој сака и што Тој има желба за нашиот живот, и една од најдобрите работи што можеме да ја направиме, внимавајте, ни помага на нас и на некој друг, е да имаме некој со кого ќе се молиме. Пазете, бидејќи сите ние треба да даваме отчет. Личност која не сака одговорност е во нешто во кое не би требало да биде. Затоа не сака да дава отчет. Одговорноста е безбедна зона за нас. За она што го зборувам, каде одам, со кого одам, што трошам. Со други зборови, јас сакам да бидам одговорен пред некој. Тоа е безбедно. Некој ќе рече: јас сакам слобода. Дали сакаш слободата да ти го уништи твојот живот? Слободата да те стави во долг? Слобода да имаш врски со луѓе со кои немаш поим зошто имаш врски? Одговорноста е безбедна за секој еден од нас. И Бог знае дека сите ние треба да бидеме безбедни, одејќи во Неговата волја и Неговиот пат. Црквата во тие денови, тие беа паметни. Тие се собрале заедно и се молеле за ослободување на Петар. И колку повеќе на нивно изненадување, тој било слободен. Што се случи? Петар живееше долго време после тоа. Сега, едноставно да ве прашам ова. Ако треба да го опишете вашиот молитвен живот, каков ќе биде тој? Па, јас ги кажувам моите молитви навечер. Ајде да го разбереме ова. Што мислиш со тоа дека ги кажуваш твоите молитви навечер? Јас разбирам што велиш, но ако ти само се молиш пред да одиш на спиење, можам да ти кажам токму сега, ти си во неволја, бидејќи најпрво од се, ти може би си 2/3 заспан пред да почнеш да се молиш, па така дури и не знаеш што велиш. Ако ти, со други зборови, ти можеш да ја кажеш молитвата што се сеќавам дека мојата мајка ме учеше многу рано во животот пред да знам што се случува. Сега јас легнувам да спијам, се молам Господ да ја чува мојата душа. Ако умрам пред да се разбудам, се молам Господ да ја земе мојата душа. Мислам дека тоа е подобро отколку ништо, но не е најдоброто молење. Сега ние се смееме на тоа, но молитвата е сериозна работа. Молете се на семокниот Бог преку Неговиот Син, Исус Христос, кој умре на крстот и ја проли Неговата крв за твојот грев. Молете се да бидете спасени на семокниот Бог преку Неговиот Син Исус. Сериозна работа. Молејќи се за нашите потреби, сериозна работа. Молејќи се за еден за друг, сериозна работа. Молејќи се за нацијата, сериозна работа. Молитвата е сериозна работа. Слушајте, не само сериозна, тоа е моќна работа. Молејќи се со ревност, прави разлика во животите на луѓето и може да направи промена во нацијата. И Божите луѓе треба да се молат. Амин.
Praying for our needs, serious business. Praying for one another, serious business. Praying for the nation, serious business. Prayer is serious business. Listen, not only serious, it's powerful business. Praying with fervency makes change in people's lives, and it can make change in a nation. And God's people need to be praying. Amen? And Father, Татко, we ти thank you благодариме for дека the ти си faith задоволен кога ние се молиме. Спремен да не слушнеш, спремен да ни одговориш, спремен да не зајакнеш, спремен да ја подигнеш нашата вера, спремен да не учиш како да те љубиме. Ние се молиме денес во името на Исус, токму сега. Секоја личност која седи овде, секоја личност која слуша каде и да е, ако нивните молитви се бројат, помогни им да разберат. Најпрво од се, тие мора да донесат лична одлука за нивниот живот со Исус Христос, за простување на нивните гревови, кое што отвара врата за молитва и го прави тоа возможно. А пред да се случи тоа, тоа е ништо и неважечко само зборување. Ние се молиме некој денес да се спаси, може би многу луѓе да бидат спасени. Но Господе Боже, да, Ти го имаш Твојот начин во нивните животи и секој од нас, кои се нарекуваме себе си христијани, според името на Исус, Ти да не водиш. Да, сите ние бидеме луѓе на молитва. Тоа е мојата молитва во името на Исус. Амин. You would guide us, that all of us would be praying people. Is my prayer in Jesus' name. Amen. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Ова програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.